Месеци интензивна работа, толку долго им треба на украинските работници за да го обноват енергетскиот систем по рускиот напад на 22 март. Официјалните лица велат дека 151 проектил и беспилотни летала биле истрелани во Украина тој ден. Русија погоди околу 10 региони, десетици енергетски објекти, главни електрани и магистрални трвостаници. Нападот беше најлош од почетокот на целосната инвазија. Украинските власти соопштија дека најтешка била ситуацијата во градот Харкив, каде што имало огромни прекини на електричната енергија. Струјата ја снима веднаш по нападот и се врати 24 часа подоцна. Имавме цела ноќ, а потоа повторно беше исклучена. Но најлошо е кога луѓе умираат поради напади. Инфраструктурата може да се обнови. Обновата на инфраструктурата ќе биде долг и сложен процес. Тоа е случај со најголемата хидроцентрала во Украина. Во моментов не функционира, откако најмалку 7 руски проектили ја погодиле фабриката во нападот на 22 март. Ќе бидат потребни години за да се обнови една од станиците во фабриката. Се срушија таванот и зидовите. Поради оштетените метални и бетонски конструкции немаме пристап до моторната соба на долниот кат. Електричната дополнителна опрема е 90% уништена. Укренерго има загуби од последниот руски напад од над 108 милиони долари. Извршниот директор вели дека ситуацијата би можела да биде полоша, доколку претходно не биле преземени посебни мерки за заштита околу целите на енергетската инфраструктура. Имаме најмалку две нивоа на заштита. Првото ниво се бариери направени од вреки со песок, второто ниво се специфични за солништа кои штитат од директни удари со беспилотни летала. Но Кудрицки вели дека оваа заштита не е доволна. Тој, заедно со украинските воени аналитичари, вела дека се потребни повеќе системи за противвоздушна одбрана. Нам потрібно прикрити щонайменше міста мільйонні. Треба да ги покриеме барем најголемите градови. Идеално треба да има 2 ракетни системи земја-воздух за секој. Тоа значи 2 за Днепар, 2 за Запорожје и 2 за Одеса, Лавов и Харкив. Највисоките украински функционери, почнувајќи од председателот, постојано се залагаат за континуирана воена помош од западните сојузници, истакнувајќи ја итната потреба од зајакнати системи за противвоздушна одбрана. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми Рускиот терор е можен само сега затоа што немаме доволно модерен систем за воздушна одбрана, со други зборови искрено, затоа што нашите партнери немаат политичка волја да ги обезбедат. Сите тие точно знаат што се бара и кој може да донесе животоспасувачки одлуки. Украинците гледаат дека поддршката од западните сојузници слабе во споредба со она што беше на почетокот на инвазијата. Пакетот помош од 60 милиарди долари за Украина помина во Сенатот на САД во февруари, но е закочен во представничкиот дом. Неговата иднина е неизвестна, како што анкетите на јавното мислење покажуваат дека американските гласачи се фокусираат на други прашања, освен на Украина, во текот на оваа изборна година.